Гостин во студио 1 е градоначалникот на општина Карпош, Стефан Богоев. Добар ден во студио 1. Добар ден, благодарам на поканата. Во прилогот слушнавте и став од вашиот претходник, демантира дека оставил долг од 18 милиони евра во општината. Вие денеска излеговте на пресконференција во која што велите дека 18 милиони евра главен долг и дека општината должи и големи суми за дополнителни трошоци како што се адвокатски, нотарски трошоци за извршители. Практично Што покажа ревизорскиот извештај, да? Ака, најпрво јас не знам зашто Јакимовски се обраќа во ова соопштението, во изјавата кон мене. Знаете како има една странска поговорка "Don't shoot the messenger", или не го убивај тој што ја носи пораката. Всушност јас денеска ги презентирав наодите кои што ги нашол Државниот завод за ревизија во ревизијата за финансиско и материјално работење на општина Карпош. Јас во кампањата тоа го ветив пред граѓаните на Карпош, тоа го ветив и на главниот митинг кој што го имав во Карпош, каде што беше присутен и премиерот Заев, ни беше централен митинг во Карпош, и јас морав да си го исполнам ветувањето. Немам што да сокријам од граѓаните. Дополнително, ако имате еден ваков извештај и ако го сокриете, тогаш можеби во иднина ќе бидете соучесник. Од тука јас денеска само ги истакнав неколку работи кои што ги констатира извештајот, кој што е составен од стручни лица, кој што повеќе од 3 месеци работел на ревизијата, ниту јас сум ја поканил ревизијата, ниту Јакимовски, тоа си е редовна ревизија на Државниот завод за ревизија, и секако за општината да си биде чиста, за јас да си бидам чист како градоначалник, го доставив извештајот до основно јавно обвинителство и до управа за финансиска полиција. Ако некој сега тоа не му оди во прилог, го плаши и не може да се соочи со тоа што се правело во минатото, најлесно е да почнете да плукате по тие што ја објавуваат пораката. Еве Јакимовски во една колумна викендов, исто како реакција на најавата моја за извештајот, вели, цитирам, "Намќорите од Државниот завод за ревизија". Мислам, знаете како, кога си немоќен со аргументи да објасниш и да демантираш, бидејќи ги немаш аргументите за да го демантираш тоа што е заклучено во извештајот, тогаш е најлесно да се нападнат луѓето кои што го правеле извештајот или јас како градоначалник кој што денеска сум објавил детали од извештајот. Меѓутоа, еве, ја користам оваа прилика и Јакимовски нема зошто кон мене да одговара или кон ревизорите. Значи, тоа си е Државен завод за ревизија. Извештајот во нацрт фаза му бил презентиран и на него и на службите на општината. Тие во извештајот тоа го пишува. Дале повеќе забелешки, на повеќе точки од извештајот, меѓутоа Државниот завод за ревизија прифатил само една, бидејќи за другите, како што вели извештајот, немале подкрепа, докази и аргументи дека тоа што е во извештајот не е така. Дали може да одиме во детали кои се доверителите практично за овие 18 милиони евра? Имате детали? Добар дел од доспеаните обврски, значи ова е долг доспеани, недоспеани што ќе доспеат наскоро, кредит кон деловна домашна банка, кредит кон светска банка, како и долг по основ на ДДВ кон Управа за јавни приходи, односно кон Република Македонија, кон Министерството за финанси. По сите основи е тој кредитот. Овде влегуваат и камати, влегуваат и законски затезни казнени камати, влегуваат и судски, адвокатски, извршителски трошоци. Зошто? Бидејќи претходно општината повеќе сакала да плаќа на кошаркарски, фудбалски, шаховски клубови, отколку да си ги подмирува доспеаните обврски. Знаете како, ако општината на вас, поради, не знам, сте асфалтирали улица, сте добиле на тендер со најниска понуда, сте асфалтирали вие улица со вашата компанија. Сте ја завршиле работата, времените ситуации ги подпишала општината, улицата е реализирана. Сега општината со години не ви плаќа на вас, иако е доспеана обврската, а плаќа на некои си други луѓе. Каде што дури не е ингеренција на општината да им плаќа на тие луѓе. Нормално, вие во даден момент морате да тужите и тука почнуваат камати, судски, адвокатски трошоци и вашиот долг, односно долгот на општината кон вас, може да се зголеми од 20 до 25%. Така се создадени обврски преку 200 милиони денари само за камати. Значи, само за камати преку 200 милиони денари општина Карпош. Ревизорот констатира и дека во 2014 година е подигнет кредит од 2,6 милиони евра, иако е наменет за инфраструктурни проекти, бил потрошен, како што се вели, ненаменски, односно за плаќање на заостанати обврски. Точно така.
Кредитот, така констатира извештајот на Државен завод за ревизија дека се потрошени парите. Парите биле добиени за реконструкција на улици, школи, градинки, тротоари, потрошени се за плаќање на стари обврски. Може би старите обврски биле обврски создадени поради реконструкција на улици, тротоари и градинки, меѓутоа кредитот не е земен за стари обврски без разлика за што се направени. Друг проблем кој што го истакнав денески на пресконференцијата. Овој кредит е земен од домашна деловна банка? Од домашна деловна банка, една од најголемите банки во државата. Мислам дека тоа и не е ни толку битно за ситуацијата, меѓутоа добро, битно е по колка камата е земено. Кредитот е земен и за да се земе кредитот под хипотека е ставена идната градба на општинската зграда, која што сега е до некоја фаза карабина плюс фасада, да речеме, во тој момент била идна градба, и земјиштето под општинската зграда. Сето тоа е направено без одлука, без мислење од Министерство за транспорт и врски и мислење од Народно правобранителство на Република Македонија. Тие две институции се должни да го штитат имотот на Република Македонија. Општинската зграда и земјата под неа не се приватна собственост, тие се собственост на Република Македонија. Мора задолжително да добиете мислење од Министерство за транспорт и врски и од Народно правобранителство. Такво мислење нема во документацијата и очигледно не е ни барано, бидејќи секако би било негативно. Тоа е објект од јавен интерес. Замислете еве вака. Денеска е општинската зграда под хипотека. Да ја довршиме за некоја година, да се всели општината со службите во таа општинска зграда. Да се случи некој проблем во општината, некој од доверителите да ни ја блокира сметката, да не може да ги плаќаме ратите на банката. Што следува? Банката ќе треба да активира хипотеката. Што е хипотеката? Општинската зграда. Каде ќе работат службите на општината? Добре, едно од прашањата што сакав исто да го поставаме дека со долг од 18 милиони евра општина Карпош станува една од најзадолжените општини во Република Македонија. Знаеме колков проблем има останатите општини, особено во внатрешноста, со блокирани сметки и попречено функционирање. Може ли општина Карпош практично да се соочи со ризик за блокада на сметките од некој од доверителите и со тоа да биде загрозено нормално функционирање на општината? Поради ова што досега го споменав, многу од компаниите на кои што должиме пари за изведени работи, реално се изведени работите, регуларно, не им е плаќано. Компаниите доаѓаат во ситуација кога мора да тужат на суд, и тоа не е прашање дали тие сакаат или не сакаат, едноставно да не го изгубат правото на долгот, мораат да тужат. Фирмите тужат, плаќаме камати, судски, извршителски трошоци, тоа како што реков од 20 до 25% може да порасне долгот поради судската постапка, а ние како општина секако ќе изгубиме судската постапка, бидејќи де факто тие фирми реконструирале улици, тротоари, паркови, урбана опрема, значи тие завршиле работата во рок, законски, регуларно како што треба. Ќе дозволите блокада на сметка или ќе најдете начин за... Сега, не се работи дали јас ќе дозволам или не. Сметката ви ја блокираат кога некое судско извршно решение стига за наплата по завршена судска парница и мора да подигнат пари. Нас во континуитет неколку пати месечно ни се случува да се блокира сметката, па еве народски кажано буквално за граѓаните, се молеме, се колиме со приватните фирми, ве молам, дајте на рати да плаќаме, дајте вон судска спогодба, само не блокирајте, месечно ќе ги плаќаме, за да може да функционира општината. Еве денес имавме некој прилив, бидејќи секојдневно општината по разни основи има приливи, имавме некој прилив, требаше да покриеме некои доспеани обврски, ми јави од финансии дека сметката е повторно денеска блокирана. Приватна фирма на која што и стигнало судско извршно решение, не блокира за одредена сума за која што сработила. Па еве утре ги поканив да дојдат повторно да се договориме на рати неколку да платиме за да може сметката да се одблокира и да функционира нормално општината. И јас сум свесен дека 4 години така ќе ги поминам. Ке бидете ли во кондиција да соберете... нема да страда работењето на општината и нема да страдат потребите на граѓаните, тоа гарантирам. Ке бидете ли во кондиција да соберете приливи од 18 милиони евра во општинската каса само за репрограмирање долгот или 18 ќе биде потребно некој ново задолжување и кредит? 18 милиони евра да ги расчистиме во 4 години не верувам. И мислам дека за нормално функционирање на општината и не е нужно да биде долгот нула. Општината може и со одреден долг да функционира без проблем. Меѓутоа тоа да не дојде до некое неодржливо ниво. Добро, но оние долгови кои што се стасани за наплата веројатно треба да се исплатат. Тие се плаќаат редовно со тоа што ние скративме од многу непродуктивни и непотребни трошоци на општината. Скративме финансирање на Карпош Соколи кошаркарски клуб, скративме прослава за роден ден на општина 30.000 евра секоја година се трошеле. Скративме многу непотребни работи кои што малку од тука, малку од таму, меѓутоа кога ќе се соберат прават една сериозна сума.
Нормално скративме и добар дел од работните места по прекин на договори, по истек на договори, бидејќи беа премногу. Тоа беше една од критиката дека се ослободувате од администрацијата. Видете тоа, знаете како 430 луѓе не може да работат во општина Карпаш. Град Скопје има 450 луѓе во администрација. Општина Аеродром со 100.000 жители, 40.000 повеќе жители од Карпаш, има 180 вработени. Центар има околу 180 вработени, Центар има помалку жители од Карпаш. Меѓутоа знаете и вие гледачите кој е дневниот прилив на луѓе. Колку вработени има сега во општина Карпаш? Сега во моментов има 330 вработени. И тоа не е премногу? Премногу и тоа, меѓутоа еве бараме начини како да го решиме тоа. На дел од нив бараме екстра ангажман да им дадеме да не седат барем луѓето кои веќе работат, да не седат дома, па така еве почнуваме еден проект. Како кога веќе работат да не седат дома, тоа како не е тоа? Кога лошо се изрази, извинете и вие гледачите, кога веќе работат да не седат во канцеларија. Не, мислам како не порамковен договор вработени. Не, имавме, меѓутоа не порамковен, туку луѓе кои поради X причини, не знам кои причини, колегите нивни на работа не ги ни знаеле, ни по име, ни по презиме, ни по лик. Им се исплакале пари од општинската каса. Се исплакале пари, со тие луѓе се збогувавме, им истекоа договорите и си отидоа. Една од забелешките во ревизорскиот извештај е и дека бараките, практично општината е дивоградба, бараките се изградени без одобрение од Советот на општина. Така. Што преземете посебно на тоа? Бараките се изградени без одлука на Совет, што е потребно, законски, и без одобрение за градба. Ако вие решите да градите нешто без одобрение за градба, ќе треба да ве срушиме. Па прашањето е ќе се пристапи кон легализација на објектот или ќе се... Ние имаме во извештајот покрај критики и прекршување на членови од закони, извештајот од Државен завод за ревизија дава прецизни насоки што понатака да се постапува со проблематичните ситуации. Па така и тука имаме некои насоки и ќе се потрудиме во најкраток можен рок да ги спроведеме се со цел да се врати општината во нормално функционирање, вклучително и општинските бараки каде што функционира општината. Значи, без одлука на Совет, без одобрение за градба, на крајот граѓаните на Карпаш и општина Карпаш имаат бараки кои се дивоградба и имаат судски спор во кој што економскиот оператор фирмата има побарување 75 милиони денари за тие бараки. Освен сумата која што спомнавте за кошаркарскиот клуб Соколи, во извештајот се нотира дека се делеле и средства за повеќе организации, здруженија на граѓани, поединци и правни лица кои не давале финансиски извештаи и не поднесувале детален финансиски извештај и сметки. Кои се тие правни лица, здруженија граѓани, поединци? Еве ние овој месец имавме повик, јавен повик за доделување на еднократна помош на спортски клубови кои што работат на територија на општина Карпаш, за културно-уметнички друштва, културни уметници кои што работат и функционираат на територија на општината, и тоа е нормална работа. Меѓутоа, тоа се прави врз база на програма, но кога вие, како спортски клуб, како културно-уметничко друштво, ќе добиете одредена сума пари по одредени критериуми на одреден оглас. Прво, треба да се потпише договор дека сте ги добиле тие пари. И второ, во тој договор мора да стои како вие ќе ги оправдате тие пари пред општината. Пари сите знаеме како се правдаат, со фискални сметки, со сметкопотврда, со фактура, со финансиски извештај. Овде се делени пари на многу здруженија, на многу граѓани. Јас прашав кои се тие здруженија, јавноста треба да знае каде завршиле нивните пари. Еве во извештајот кој што се надевам ДЗР ќе го објави наскоро, тој е јавно достапен, ќе може граѓаните да видат, а слободно можете и врз основа на закон за слободен пристап до информација од јавен карактер и кај нас да ги добиете. Јас не би сакал да оставам фокусот еве денес таму, можеби ќе сгрешам, можеби некој регуларно си ги потрошил парите, меѓутоа ние сега го менуваме тоа целосно. Мора кога некое здружение, граѓанин, поединец, индивидуалец, клуб спортски ќе добие пари, ќе си потпише договор дека добил толку и толку пари и мора да достави повратно финансиски извештај. Внимајте, вие сега имате ситуација каде што клуб добиват за организација на некаков си турнир или настан, или уметник за организирање на ликовна колонија, во повратниот извештај кон општината вели организирав ликовна колонија од тој до тој датум со толку и толку учесници во Скопје. Пријателе, нас не ни интересира што си организирал, каде е фактурата за сместувањето на уметниците.
Каде е сметкопотврдата за боите, стативите што сте ги купиле, за четките за цртање? Каде е сметкопотврда или фискална сметка или фактура за салата која што сте изнаемиле? Нас не интересира како општина. Парите што сме ви ги дале, каде отишле? Тука такви финансиски извештаи нема, што создава дополнителен сомнеш дали парите се потрошени за вистинска намена и колку од тие пари се потрошени. Мене ми е чудно како сите што добивале пари, токму до денар ги трошеле парите. Никој не потроши барем 1000 денари помалку од тоа што општината му го дало, па да дојде и да рече, еве 1000 денари останаа вишок, се организирав, 1000 денари останаа, повелете назад. Тоа нити го знаеме, нити може да го знаеме кога немаме финансиски извештаи подкрепени со финансиска документација. Пред малку спомнавте дека се обидувате да ги намалите непродуктивните трошења. Некаде прокружи информација дека во програма за активности на општина Карпош за развој во 2018 година се планирани 1.500.000 денари скоро, од кои да речеме 50.000 денари за организација на традиционална и интернационална тортијада, 100.000 денари за брошури, 1 милион денари за манифестација М умеам, М можам, каде што граѓаните ќе може да се забавуваат со некои компании од млечна и месна индустрија. Дали овие финансиски средства беше неопходно тука да се искористат? Ова е се наменски потрошени средства или можеше да се пренаменат еве во други цели ако општината е во 18 милиони евра долг? Вака овие средства се дел од програмите и секако тие се рамки. Значи тоа не се апсолутни вредности, тие се рамки, бидејќи ние имавме за жал краток период за да ги креираме програмите и буџетот, бидејќи буџетот се креираше крајот на ноември, почетокот на декември, а јас крајот на октомври, почетокот на ноември стапив на функција и тие ги оставивме како рамки. Меѓутоа, немаме намера, апсолутно 1 милион денари да трошиме за МУМЕ можам. Таа активност која што е убава, се вклучуваат многу луѓе, многу млади деца учат за занаети, нешто што изумира во Македонија, меѓутоа тоа ќе го направиме со значително помала сума, додека тортијада, тоа звучи смешно, меѓутоа тоа не е организација наша, тоа е организација на град Скопје, каде што сите општини учествуваат и тоа е само дел од котизацијата на општина Карпош. Ние такви работи да организираме баш и добро, но учествувате финансиски во таа манифестација. Учествуваме финансиски, бидејќи таква одлуката и на градот мора да биде дел и општината. Прашањето ми е дека во времето на Стефчо Јакимовски, особено и вие како негов против кандидат на изборите и партијата од која што вие ја добивте кандидатурата, излегуваше со став дека Стефчо Јакимовски со многу популистички потези, многу популистички настани практично трошал огромни суми на пари. Токму такви, нели, имаше ден за осамени на 14 февруар, не знам, делење рози за 8 март, тортијади и такви манифестации. Тие ќе се укинат или ќе продолжат? Дел од тие ги продолживме и годинава. Дали е неопходно да... Не е неопходно, апсолутно, за вгодина може и да ги укинеме целосно, меѓутоа тие и кога ќе ги соберете секако, значат, меѓутоа тоа е минорна сума во однос на... Добро, меѓутоа во освен 18 милиони евра дел, веројатно секој денар е битен. Секој денар е битен, апсолутно се оправа. Во ред, чекате одлука од Уставниот суд да се произнесе за оспорените дупови. Така. Имате решение, имате некаква одлука, информација таму да каде е, бидејќи сега во моментов се тече се постара. Општината, јас уште кога дојдов на функцијата, бев свесен за иницијативите пред Уставен суд поднесени од граѓани, кои што укажуваат на една повреда во процедурата, што не е во согласност со законите и уставот. И Уставен суд се обрати до нас со прашање дали е тоа точно што е наведено во иницијативата и ние одговоривме потврдно и целосно ја поддржавме иницијативата. Иако и граѓаните го имаат тоа побарано, го побаравме и ние, како општина, додека Уставен суд не се произнесе по овие иницијативи, времено да ги запре деталните урбанистички планови, тоа е Тафталидж 1, Карпош 3, делот по Илинденска спроти Карпош 3 и Карпош 4 и Влаје 2 чино. Уставен суд ја прифатил иницијативата за Тафталидж 1 да ја разгледува, меѓутоа го отворил барањето на граѓаните за времено запирање. А општината нема ингеренции
Општината носи детални урбанистички планови, но нема ингеренции ниту по закон, ниту по устав да прекинува или укинува. Во Центар имаше еден случај, општината советот укина, па Уставен суд го врати мал ринг на сила. Затоа прашав дали имате неповратна информација од Уставниот суд. Од Уставен суд, за жал, немам повратна информација, ја користам приликата уште еднаш да апелирам до нив. Чекаме и ние и граѓаните одговор што се случува со овие иницијативи. Јас и официјално со писмо уште пред месец и половина се обратив до Уставен суд, до каде е процедурата, бидејќи точката за Тафталиџ 1 беше на дневен ред на една од седниците на Уставен, магично по завршување на седницата ја снема точката и нема никаков извештај за тоа. Поставив прашање, не ме удостоија со одговор и тоа е единствен начин да може општина Карпош, Уставен суд да донесе некаква одлука во интерес на граѓаните и на општината и општина Карпош на овие 3 или 4 потези, 3 или 4 населби да носи нови детални урбанистички планови. Да бидеме искрени сега и меѓу нас и со граѓаните, јас стои во кампањата, го кажував, иако од PR тимот ми сугерира дека сум премногу дури брутално реален за во политичка кампања, меѓутоа јас сакав да бидам чисто со граѓаните и тогаш. Градба да се запре не може. Едноставно не може да запрете вие некој што има земјиште да му речете овде ќе садиш цвеќиња и нема никогаш ништо да направиш. Веројатно треба да се... Меѓутоа, целта е да се гради по план, да се гради хумано, да има одредени паркови помеѓу објектите, да има доволно паркинг за сите. Ова што се случуваше во Карпош изминатите 4 години, општина Карпош можеби беше рекордер според издадени одобренија за градба, мислам дека од сите општини во Скопје. Точно е дека преку одобренија за градба тоа е значителен финансиски приход во општината за финансирање на сите планирани проекти. Меѓутоа, дали при тоа треба да се занемари делот за здрава животна средина за населението, односно вие и самите најавивте дека напролет ќе почне процес на раззеленување на општината. Па тоа беше мојата поента и во кампањата. Почна ли практично процесот на раззеленување на општината? И сега, целта е хумано живење, не е целта, знаете како сега и во делови од Карпош, кои што се позапуштени или неизградени во моментот, може таму да се гради, може да се гради по план. Јас не сум ја разбирал никогаш потребата во меѓу секоја зграда да се вцртува нова зграда. Меѓутоа, тие дупови се на сила. И пак ја користам приликата, Уставен суд може да ни заврши огромна работа и на општината, и на граѓаните. Да донесеме нови планови, со кои што и граѓаните хумано ќе живеат, и општината ќе се финансира и ќе се развива. Да се осврнам и на она што спомнавте, ние акцијата за раззеленување почнавме минатата недела. Засадивме 113 дрва кои што не се оние фиданки стапчиња кои што се садеа за популарниот ден на дрвото од минатата политичка гарнитура. Ова се израснати дрва по 6 години, кои што, знаете како, што постаро е дрвото, полесно може да се фати, што би се рекло народски, и да продолжи да расте. Така да продолжуваме сега со градот Скопје и наредна недела повторно со голема акција за раззеленување и на есен продолжуваме со уште една. Целта не е дрвореди да се прават само по булеварите, туку решивме да влеземе меѓу зградите, во меѓублоковското зеленило, да направиме мини оази и мини паркови. Што беше уништено изминатиот период, тоа е секој парк пред зградата. Така. Општина Карпош е една од најзагадените општини, особено зимскиот период, ова зима помина. Имаше реакции и протести од граѓански здруженија. Размислувате за мерки за да не се повтори оваа зима со рекордно ниво на загаденост на ПМ честички? Што конкретно ќе се преземе во пресрет на период во кој што наредна грејна сезона? Овде на ова поле морам да кажам дека имаме одлична соработка со градот Скопје. Всушност така и одлучивме градот Скопје и сите 10 скопски општини заедно, условно кажано, да го нападнеме загадувањето, бидејќи ова е скопска котлина, не може една општина изолирано да носи мерки долгорочни и тие да имаат ефект ако во другите општини не се превземат исти. Така да една од клучните мерки е превземањето на дистрибуцијата на топлинска енергија, тоа е БЕК во моментот, ќе се превземе од страна на градот Скопје и општините на градот Скопје, се со цел да се намалат сметките за приклучоци. Зошто? Бидејќи сега дистрибуцијата на топлинска енергија ја работи приватна компанија. Сега знаете како е, приватна компанија инвестира и сака час поскоро да си ги врати парите и приклучоците на топлификација стануваат поскапи.
Меѓутоа, кога градот Скопје и општините ќе го превземат тоа предпријатие, тие не мора да гледаат веднаш профит да направат, може да гледаат да го нападнат проблемот со загадување и така ќе падне целата приклучоци. На некој начин си одвратени граѓаните со намерата за индивидуални мерачи, тоа е сосема друга тема која што не треба вие да дискутирате. Сакав само да потенцирам дека некои политики се во колизија практично, затоа. Така е, она што е во моментов што се работи паралелно, тоа граѓаните може и да го видат, често пати ви реагираат зошто се копа пак тука се уништи тревната површина, меѓутоа еве во општина Карпош на големо Гама, Гас Македонија го спроведува гасоводот, примарната и секундарната мрежа и она што е договорено со градот Скопје, делови од градот Скопје, да не речем во сите општини, во октомври, средината на октомври, кога и почеток на грејната сезона, веќе да имаат одредени големи капацитети и објекти кои што ќе бидат приклучени на газ. Па така, еве, нашата намера е еден од тие капацитети да биде и комплексот факултети, електро, машински, финки, феити, технолошко-металуршки факултети, драмски, кој што е еден комплекс, да биде целосно приклучен на газ и неколку училишта од општина Карпош, кои што се на некој друг систем на грејење, да бидат приклучени на газ. Така да, што се дивите депонии на територија на општина Карпош? Дивите депонии се неодамна имаше по порталиве слики за див депонии околу салата Борис Трековски. Тоа има во континуитет. Ние во првите месеци и половина од мојот мандат почнавме сериозна акција за чистење. Со жалење констатирав и тогаш бидејќи тоа е услов за почист воздух секако. Апсолутно. Со жалење констатирав и тогаш констатирам и сега дека како чистиме една депонија, одиме на чистење, а друга првата веќе повторно ја наполниле. И од тука ние продолжуваме заедно со градот и оваа пролет интензивно да ги чистиме, меѓутоа веројатно да се потребни позасилени инспекцијски контроли. Граѓаните, еве, користам приликата, граѓаните треба да знаат, општина Карпош работи на зголемување на капацитетите во делот на комунални редари и комунални инспектори. Казниво е фрлање ѓубре. Казниво е фрлање на шут, градежен, фрлање на смет, палење на отворено. Казниво е, да не бидам сватен погрешно, измет од домашни миленици на јавна површина. Сите овие работи се казниви со закон. И граѓаните, потоа, ако сакаме сите здрава животна средина и чиста општина, да не се жалат дека некои од комуналните редари или инспектори ги казниле. Со колку инспектори или комунални редари во моментов располага? Во моментов немаме ни еден инспектор комунален. Па како тогаш да се справите со дивите депони? Бараме луѓе и ги ангажираме, ги зголемуваме капацитетите. Ете, гледате колку и било битно на општина Карпош да се справи со делот на депонии и чиста животна средина. Комунален инспектор нема, меѓутоа пари за спортски здруженија и за секакви други глупости, да ги наречам, имало. Меѓутоа, што ми беше поентата да се вратам? Паралелно ќе се чисти општината во континуитет и паралелно ќе се казнува. Ред мора да има. Пијан не можете кола да возите. Како што не можете пијан кола да возите, така не смеете и песок да фрлате на улица. Така и не сме камионите од градилиштата да возат со кал на гумите по улиците и да ни разнесуваат прашина на секаде. Значи, тука ќе бидеме максимално ригорозни во наредниот период, како према компании, градежни, приватни, така и према физички лица. Повторно ќе кажам, да не биде после од граѓаните, знаете зошто ме казнивте и слично. Ред мораме да воведеме. Медумите се тука да го следат реализирањето на ваквите ветувања. Јас за сега ви благодарам што бевте гостин во студио 1. Ве очекуваме во некоја следна прилика и особено доколку има ефектуирање на овие доставени материјали до јавното обвинителство и финансовата полиција. Благодарам што бевте уште еднаш гостин во студио 1. Благодарам и на вас. Навистина ми е задоволство и очекувам да имаме одлична соработка. Так. А во продолжение на студио 1 следува дебатата што ја водеше колешката Александра Филиповска на тема извршителите, дали со новиот закон ќе се спречи граѓаните да плаќаат високи суми за мали долгови.